Европската унија обелодени план за помош на совојна зафатената Сирија во пресрет на 6-та годишнина од протестите против председателот Башар ал-Асад, кои беа вовед за почеток на војната. Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини спомна неколку предлози, од деминирање до организирање избори. Говорејќи пред најавената конференција во Брисел на 5 идниот месец посветена на Сирија, Могерини изрази надеж дека мировните преговори во Казахстан, комбинирани со иницијативата на Европската унија, би можело да ги обноват средбите меѓу завојуваните страни во Женева под покровителство на Обединетите нации. Премногу пати меѓународната заедница не беше подготвена за постконфликтниот период на време. Овој пат сакаме да бидеме подготвени, изјави Могерини додавајќи. This will involve Syria, Syrians, but also the rest of the region, in particular the neighboring countries. Според неа, Европската унија е целосно подготвена да стапи во акција откако ќе почне, како што рече, вистинската политичка транзиција на режимот на Асад. Во меѓувреме, преговорите во Казахстан, што ги спомна Могерини, се одвиваат без учество на представници на опозицијата во Сирија, што остава малку надеж дека тие би биле и успешни. И претходните две рунди преговори таму завршија без напредок. Во 6-годишната војна во Сирија, кој почна со растурањето на антивладините протести на 15 март 2011 година, според проценките загинале над 300.000 луѓе, додека милиони други ги напуштиле нивните домови. Представници на Обединетите нации оценуваат дека војната во Сирија е најголемата светска катастрофа, предизвикана од човекот, од Втората светска војна. Затоа тие инсистираат на политички диалог. Шефот на истражната комисија на светската организација Паоло Пинјеиро изјави: There is only way to end this conflict. We are repeating that for the last 6 years and to stop the suffering of Syrian men, women and children. And that is for the parties, to all warring parties, to come to the table and engage in genuine and constructive political dialogue. Сириската војна продолжува главно и поради неуспехот на меѓународната заедница да се согласи како да ја заврши, со оглед на тоа што Соединетите држави и Русија, како и нивните регионални сојузници, ги поддржуваат ривалските страни.